Програма од 4-та категорија. Програми што не се препорачуваат на деца под 16 години, за чие следење е неопходен надзор од родител или старател. Стендап Македонија. Представа Северно од Македонија. Автор и актер Сашо Тасевски. Продукција Del Rio Films, мај 2019 година. Аудиоматеријалот е исклучиво за домашна употреба. Секое преснимување, умножување или јавно прикажување е забрането. Стендап Македонија! Добро вечер на сите! Изгледа вие што сте дојдени тука, дојдени сте да се насмеете убаво. Одние што се дома изгледа останале за ебање, не е битно. Видовте ли што се случува, бе? А бе овие у парламентов пратениците, поише се дрогираат од Еми Вајнхаус, кој беше најтешко. У најтешка фаза која беше. А бе треба у тоа собрание подитно да влезе лекарски тим, да направи систематски, да направи тест на лесни и тешки дроги, за да видиме зашо ни е дрогирана држава. Па на тој Павле, Ариел од 3 кила пред нос да му ставиш, ќе го усмука, бе. Се правда. Се правда. Не знае дека кој призна, онаа половина му се прашта. Ако подели со сиромаси, другото тоа пола ќе му се опрости. Сакам да расчистиме нешто на сам старт. Кој ми го спомне, ако некој ми го спомне Васко Ефтов, одма си идам. Не, стварно. Мислам, од мечка не се плашам толку колку од Васко Ефтов. Иначе, овие сега што се на власт ме ставија директор. 14 месеци бев директор. Да знаете, многу е тешко кога си директор. Ептен е тешко, али уште потешко е кога не си. Затоа сега, кога веќе не сум директор, решив да му се вратам на стендапот. Ако јадам гумна, бара да ме плаќаат. Затоа, што вика премиерот Заев, добро учучулете ги ушите, оти ова ќе биде многу интересно. Пред 2 месеци бев во Лондон, онака туристички. Абе, само што следав на тој лондонскиот аеродром, одма им паднав сомнителен, нели као бивши директор. Ајде, право у тој притворот на аеродромот. Чекајте, бе, викам, луѓе, зошто, па јас сум дојден тука на шетање, зошто притвор? Чути, копил не јади гомна, притворот е сега многу модерен, тоа од вас го научивме. И викаат тие тоа. Ме бапна у еден голубарник 2-2. Абе, само што седнав, кога? Дага! Влага една джиш згодна плавуша униформа. Нога 2 метра. Цицки навака као дини. Тоа гзот ремек дел овака ко оди со него ореви крши. Вика, хај, јас сум Бритни, кастом офисер, ти мора да си емигрант, за тоа немој да ме лажеш, кажи шо нааму. Па викам, Бритни, цуцо, сега ти ќе можеш слободно да го издудлаш, да го изгуглаш, сето она што ќе ти го кажам, зашто се е вистина. И ко сум почнал, се викам така и така, доаѓам од Северна Македонија. Викам, знаеш ти кај е Северна Македонија? Да, бе, вика, знам, тој е големиот паркинг меѓу Србија и Грција. А до него од јужната страна се доаѓа низ еден тунел, а у тунелот едни играат чочек. И лепат пари. Не на колите, а на музиката. Бритни, викам, не си се заебала. Така викам, беше, викам, кога бевме Република Македонија, сега кога станавме Северна Македонија, Бритни. Па како некоја магија да се случи, слушај, по мене се гледа. Иако бев обичен македонец, бев црн, низокружен со криви нозе, кога станав северен, видете ме сега, висок, згоден, плав, и доле сум пораснал. Па бачко, од тука за колено си го врзувам со сиџимче. Абе, родената жена дома не може да ме препознае. Знаете, и нон-стоп сум укочен тука доле, од тоа ладното. И сите ние у Северна Македонија, од кога станавме северна, на сите ни смрзна јајцата, или јајниците, зависи кој што има. Абе, од каде, бе, ние луѓе Северна Македонија, бе? Кога кај нас имате 300 сончеви денови во годината. Ајде, де. Па кај нас можеш 6 месеци да пржиш јајца на хауба на голф кец.
Па кај нас полесно ќе фатиш сунчаница отколку трипер у Бугарија. Овде колите не ги даваат рентакар, туку рернакар. Гледам ја ќе биде проблем, ова сонцево што ние на знамето. Не иде бе, многу е глупо бе. Северна Македонија со сонце на знамето. Тоа е исто као на реклама за Палма де Мајорка да ставиш пингвини. Па ако го прашаат странец прашање за $1.000.000, што има бе Северна Македонија на знамето? Гарант ќе рече Снешко. Па нема да му падне на крај на памет она северна дека имаме ние сонце на знамето. Нема шанси да му текне. А ова сонцево, исто и ова химнава бе. Леле, химнава луѓе. Денес над Македонија се раѓа. Која бе Македонија бе? Ние сме Северна Македонија. Башка бе, што значи она над Македонија се раѓа? Што се раѓа бе? Сте виделе вие некој да се раѓа? На телевизија гледаме. Секој ден некој од нешто умира. Кој од сипаници, кој од грип, кој од лекарска грешка, кој загинал у беззначајна престрелка со 15 ранети, кој исчезнал, кого го киднапирале, кој се джитнал од тераса, кој се самоубил со 10 куршуми во глава. Сонцево надвор не да пече, у пичку матерну пече. Абе, кошмаре за ова емигранти, бе. Они, пошто патуваат лето, кое лето ќе дојат до наша граница и ќе прашаат, абе, кај сме джанам? И овој нашиот джандар ќе им каже, не сте джанам, сега сте дженем. Северна Македонија. Леле, сиромашки, бе, кој ќе чуја тоа Северна. Абе, ќе се израдуваат, зашто тоа одма ги асоцира на Норвешка, Данска, Шведска. И одма ќе се растрчаат туку во околина за да најдат некои швеѓанки за силуење. Пошто они кои одат пешки низ Турција, нив ги силуваат. И сега малце да сменат. Арно, ама швеѓанки, жбрц? Нема. И разочарани ќе квакнат на тоа сонцето. Тука 50 степени у сенка. Овие джандариве наши ќе ги држат така 2 недели. Овие ќе се печат на сонцето, ќе се унервозат и после джандариве наши така нервозни ги праќаат Франција и Германија. Па после таму се креваат у воздух со бомби. Па нормално е ка се креваат. Никој од нив не сака да се врати пак кај нас на допечуење на тоа сонцето. Абе, како ни го бапна името, кога да бапнеш банана у Шопски да мавнеш 2-3 жати. Ке те искине пролив. Абе, откој станавме Северна, бе, за словенци не ескими станавме, бе. Од каде ние Северна? Мислам, подобро да си бевме може Горна. И онака ја у принципот секојаш сум сакал да бидам од горе. Вака, Северна, секојаш имам чувство дека гзов кој да ми е на промаја. Why is that? Ме прашуе Бритни. Зашто ви го бапна тоа бананата? Бритни, сега ќе ти кажам зашто. Затоа што, пред да го смениме името, со старото име, имавме заебана историја. А сега по ова новово имаме и зебана историја. Бритни, ние од секојаш не сме биле Северна Македонија. Нашето девојачко име беше Република Македонија. Ама многу сакавме да се омажиме со оној Северноатланскиот сојуз и затоа решивме да го земеме неговото презиме Норд. Со многу зорд сме станале Норд. И затоа сега не сме мажени за еден, туку за 29 души. Абе, као секта сме. Уствари, сега сме 30-та невеста во харемот на шеикот НАТО. Затоа денеска во Македонија, во Северна Македонија се живее како во харем. Знаеш дека ќе те ебат, али не знаеш кога. Белки, кој ќе играме вовче, нема ние секојаш да бидеме локомотивата. Чув! I don't understand, ми вика Бритни и ме гледа као теле. Зошто ви го сменија името? За кој мој? Викам Бритни, сега ќе ти кажам. Идеме поред. Викам Бритни, прво, една мала група педери од Европската Унија не нарече ФИРОМ, The Former Yugoslav Republic of Macedonia. Затоа што тоа име многу ги подсеќаше на Југославија, државата на која јеба мамата, и исто ги подсеќаше на Македонија, државата на која допрва требаше да јебат мамата. Арно, ама забелја тогаш се појавија Бритни американците. А они кои ќе се појават, одма сакаат да ти воведат демократија. А американците каде што воведуваат демократија, таму одма избива нафта.
Али они сватија дека ние немаме нафта, туку дека пиеме нафта. Ги заебавме, жбрц. И така они накурчени си викаат, овие онака немаат нафта, дај бар да им ја напикаме демократијава. И фатија тука да не пердашат без кондом. Али онака за полесно да ни влезе демократијата. И ние од толку пердашење свативме дека не сме повеќе Фајрон, него дека сме Фајронд. Така станавме Северна Македонија. Сестра близначка на Северна Кореја. Имаме многу заеднички нешта со Северна Кореја. Еве, да кажеме, и таму пеше збудали исто како кај нас направија држава. Главен град на Северна Кореја е Пјонгјанг. Нашиот може да окрстиме Скопјанг, зашто исто као кореанциве сакаме од стиропор да го градиме. Следна сличност. Северна Кореја не е во Европска унија. Они не се и ние не сме. Они не се зашто Европската унија им била многу далеку, нас ни е блиску, али не примаат. И сега подобре Европска унија да ти е далеку да не те примат, отколку да ти е блиску да не те примат. Друга сличност, Северна Кореја има нуклеарна бомба. Вие ќе кажете, жбрц, ние немаме нуклеарна бомба. Да, али затоа ние сме нуклеарно глупи. Друга сличност, Северна Кореја на главниот град на плоштад има споменик од Ким Ил Сунг. Ние имаме од Александар, уметничко име војнот на конј. Овие предходниве што го направија и што го поставија, какви визионери беа, кој да знаеа дека ќе сменим име у Северна, и го наместија на север да гледа, маме му ебам. Абе, шо мајка бара на север да гледа? Овој барем у Северна Кореја гледа према Јапан. Али, затоа на нашиот конј на Букефал му се дигнати вака предните нозе. Да видиме за кој кур пари сме дале. Да, имаме многу сличности со Северна Кореја, ама затоа од останатиот нормален свет многу се разликуваме. Тоа се гледа по медиумските вести како ги уредуваат. Еве ви главна вест во нормал